вечер и добре дојдовте во За или Против, последен политички магазин за оваа работна недела. Темите секако се политички, секако се жестоки за дебата или интервјуа како ова кое што ќе го имаме вечерва. Имено сите адреси за условно речено виновници за состојбите во држава во смисла на проектот за коридорите 8 и 10, уставните измени и сето она што се случува кое што го турка без разлика на реакциите и критиките, па дури некои критики од Европската Унија ги турка власта, секако се на адреса, секако велам условно на адреса на опозицијата предводена од ВМРО ДПМН. Може ли воопшто опозицијата да го спречи реализирањето на контроверзниот план или проект на власта врзан со коридорите? Може ли да ги спречи уставните измени? Зошто сите адреси на виновник се токму опозиционерите? Вечерва разговарам со пратеник, токму од редовите на опозицијата, зошто бидејќи сите случувања во последно време и клучните проблемни условно речено се во законодавниот дом. Вечерва интервју со председателот на Комисијата за надзор на безбедносните служби, господинот Љупчо Пренчев. Добро вечер и ви благодарам што сте во За или Против. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав сите оние кои што не следат вечерва. Ајде со она што е најсвежо, Пренчев, а тоа се пораките прилично децидни, прилично самоуверени на председателот на владата Ковачевски денеска, посредбата со неговите коалициони партнери, дека практично вие сте клучните блокатори, дека опозицијата, односно претениците на опозицијата не сакаат да застанат на европскиот пат, односно фронт кој го трасира тој, односно власта. Зошто е само тој европски пат, а вие не сте на европскиот пат според Ковачевски, и зошто не се приклучите ева на фронт? Ако така може да се постави прашањето. Добро, имав прилика да го видам денеска она изјава на Ковачевски. Ја гледав цела, да бидам искрен, околу 20 минути. Можам да констатирам дека тие 20 минути денес ми се така бадијала изгубено време, бидејќи ништо ново никој не слушна во Република Македонија. Додиме поред, далеку е Ковачевски од европска опција. Се надевам дека во текот на овој интервју ќе имаме прилика да образложиме и зошто е тоа така. Тоа е се само не е европска опција. Она кое што успеавме да го видиме е дека на државата во државата се во ред врвен приоритет е да ги ставиме бугарите во уставот. Не, тоа не е врвен приоритет. Врвен приоритет е СДСМ и дојдуваат во опозиција, бидејќи тие се извор на сите проблеми во Република Македонија. Зошто? Затоа што иако тој се обидува да ја копира реториката на Заев од 2016-2017 година, сакам да ги потсетам во СДСМ дека за 10 дена од сега, од 1 јуни, тие започнуваат 7-та година на власт. 6 години цели се на власт, започнуваат 7-ма година на власт, а Оливер Спасовски веќе има 8,5-9 години како е на власт. И за се да ви биде видовна опозицијата, во недостаток на способност, на идеи, на проекти и подобар живот, вие имате реторика како што имаше Ковачевски денес. Од друга страна, нема зашто друго да зборува, нема зашто друго да се пофали. Зошто? Затоа што ако отворите правда, право и правда, столбот на општеството, ќе видите дека граѓаните немаат доверба ниту во судство, ниту во обвинителство. За жал, граѓаните немаат доверба ниту во политика, ниту во институции. А 6 години цели се на власт тие. Ако отворите во економија, ќе видите криза до криза. Од криза не можеме да излеземе, еден период имавме 4 воредни кризни состојби паралелно. Ако отворите образование, денес е веќе крај на мај, за 2-3 недели завршува учебната година, цела година нашите деца, учениците ја истераа без учебници, без основно средство за работа, без учебници, и образованието е во катастрофална состојба. Веќе имам видено 2-3 изјави од министерот за здравство, актуелни во сега што го ставија, кога го запознале со состојбите во здравството, има изјави дека здравството е на најниско можно ниво од осведомостојувањето до денес, тоа кажува министерот за здравство. И така е било кој друг сектор да го отворите, имате катастрофа до катастрофа. И ова не го зборувам за да ликувам, бидејќи сум опозиција, ова го зборувам затоа што работите едноставно се прекардашија од страна на власта, од страна на неспособноста на власта и од страна на задржување на функцијата по секоја цена.
Јас верувам дека не постои македонски граѓанин кој нема да се сложи со овие сите ваши изложени факти, бидејќи тоа е секојдневието кое го живееме и сите го гледаме. Но ваков печаток постои кај јавноста. Од една страна нападите од власта, па и некои странски фактори, ќе одиме подолу подетално, дека европскиот пат на власта е единствениот пат. Од друга страна пак имате дека опозицијата ги востановува фактите, укажува на грешките, ама толку. И сега негде на средина се очекува дека треба опозицијата да направи некаква револуционерна енергија да разбуди, да ги натера, да се освеста дека единствен избор и излез се предвремените избори. Ама ни тоа не се случува. И тогаш, повторно, целата адресна вина е на опозицијата. Зошто не можете од овој вакуум простор да испливате? Не, мислам дека на граѓаните им е јасна состојбата. За жал, имате состојба во која што, можеби, видите, 75% се против она што го зборуваше денес премиерот на пресконференција. Значи, 75% од граѓаните се против внесување на бугарите под овие околности во Уставот на Република Македонија. Да, апсолутно така. Од тие 75% тие гласат и за СДСМ, мал дел од нив, но и тие се против. Значи, тука да се разбереме дека ова е одење против волјата, огромната волја на граѓаните во Република Македонија. Во поглед на опозицијата, во 90-тите години единствен начин да се предизвикаат превремени избори било да се распише референдум за одржување на превремени избори. Додека тогашното ВМРО-ДПМН не го барало тоа, тогашниот СДСМ го сменил законот дека референдум може да има за се, освен за превремени избори. И единствениот начин, за жал, во демократијата е да имате 62 раци во собранието со цел да предизвикате предвремени избори, а во меѓувреме да алармирате на јавноста за сите состојби во Република Македонија, да комуницирате искрено и отворено со граѓаните со цел да и тие притиснат преку анкетите, преку јавните мислења до оние кои што се 62 во собранието да се свестат и додат на превремени избори. За жал, ние сме заложници на 63, 4, 5 пратеници, бидејќи флуктуира во единото мнозинство зависи од законот, и за жал формално правно ние не можеме од таа единствена причина да дојдеме на избори. СДСМ е во состојба, ако тие имаа избори превремени лани ова време, ќе имаа повеќе од 35 пратеници. Ако имаа избори есента, ќе имаа нешто бројка околу 30. Ако имаат сега избори, ќе имаат бројка околу 24-5, како тргнале до изборите што ќе бидат или на есен, или најкасно следната пролет, нивната бројка ќе си биде таква како што ќе биде, и тоа ќе биде одговорност на ова раководство на СДСМ, и тоа е демократијата. Да, Пренчов, но тоа не им помага на граѓаните да си улеснат секојдневната живеачка, оти одговорноста ќе биде на власта, на СДСМ и на ДУИ. Очекуваат поинакви реакции, очекуваат поинаква борба, очекуваат нешто друго. Формално правно, принципиелно и според сите правни акти во државата, ова е тоа кое што вие го зборувате, меѓутоа не е решение за ситуацијата и не е излез. Единствениот излез за ситуацијата е да оние кои што ја водат државата и се нарекуваат влада, иако никогаш не биле на избори, од лидершипот таму, никој не се појавил ниту една врата, нема одговорност према никого, не чукнал ниту една порта за избори, нема ветување дадено према никого, и практично имаме ситуација која што кога СДСМ ја зборуваше пред 8-9 години, а не беше вистина, сега имаме комплетно заробена и украдена држава од луѓе кои што никогаш не излегле пред ниту еден гласач да ја водат и да ја управуваат Република Македонија. Ние како опозиција, нашата работа пред се во институциите, во собранието на Република Македонија е јавна. Јас не би сакал да зборувам за нашата работа, бидејќи тоа треба да го прават другите. Ние се трудиме сите сили од утро до вечер да блокираме, да стопираме штетни закони, нешто што е добро да го поддржиме, и тоа е демократијата. За жал, ќе кажам, тоа е дефектот на демократијата, каде што вие може да имате 1,5 милион незадоволни граѓани, ако 63-4-5 пратеници се задоволни, и ако имате раководство на партијата кое што би ја жртвувало цел иден просперитет на таа партија, да имаме состојбата каква што имаме, но поминаа годините, изборите се на прагот, тие бегаат од медиуми, бегаат од невладини организации, бегаат од стопански комори, бегаат од избори, бегаат од граѓани, бегаат цело време, но не може вечно да бегаат. Часот за избори отчукува и тој ќе биде многу наскоро.
Да, тоа ќе збориме и за изборите. Факт е дека бегаат од сето ова и факт е дека повторно и додека кучињата лаат според старата народна, караванот нивен си врви прилично сигурно. Она кое што јавност исто така го замирува додека сме вака на поопштите теми пред да преминеме на поконкретните прашања. Јавноста има исто така впечаток дека не доволно делувате како условно речено лошите момци кои што може да, зборам како опозиција, кои може да ја натераат еве меѓународната заедница, ако не по инаквите или другите фактори, сепак меѓународната заедница е кај нас многу значаен фактор, да не се лажеме, да ја натираат буквално да ви дојде и да ви рече што е, ајде полека, дајте да видиме што барате вие, ајде да се најдеме на пола пат, да ги реализираме вашите барања како опозиција и така натаму. Значи впечатокот е дека освен тоа што сте гласни во јавните настапи и тоа што го правите и начинот на кој што се борите во собрание, друго никако во вас не гледа опасност меѓународната заедница како контратежа на власта, па за да дојде и да ве замоли, чекајте полека, ајде пред време ни ќе дадеме добро да се договориме за ова или она. Зборува малку поотворено бидејќи веќе и малите деца знаат како функционираат работите во нашава земја. Да, не гледаме баш така работите. Има две работи прашањето. Првата работа е тоа дека преку, можеби и ние сме придонеле дел од тоа, но целата меѓународна заедница, буквално цела меѓународна заедница и меѓународни организации кажуваат дека во Република Македонија има огромен криминал. Цела меѓународна заедница кажува дека ваков криминал ниту имало во Македонија, ниту гарантирам дека нема да се повтори. И во сите извештаи што ги пишуваат, тоа јасно се изјаснува дека Република Македонија е предводена од влада која што водат криминалци практично. И тоа е максимумот кој што може да направи меѓународната заедница, бидејќи како што ви кажав, ако тој што води партијата нема осет дека ќе му стане пасок наредни избори, тогаш друг не може да влијае. И второ, две работи заборавивме да ги споменеме на преходното прашање. Првото прашање е, сакам да му порачам на Ковачевски од тука, од ТВ Алфа, а тоа е дека наместо да спрема европска опција, европски фронт, да се спреми фронт за опозиција, бидејќи за брзо време ќе оди во долготрајна опозиција, ако остане да биде председател на партијата, бидејќи мислам дека таму ќе го сменат. И втората работа која што сакам да ја кажам е тоа дека да не остане некажано, ние немаме мандат за промена на устав. Под овие околности, под ваков диктат на Бугарија, ниту еден од пратениците на коалицијата, на ВМРО-ДПМН, Ст44 нема да му поддржиме уставни измени, тоа да се го избрише од глава и да се спрема за опозиција. Во меѓувреме, извештаите ни се јасни на меѓународните организации кои што укажуваат на нашата црна состојба, еве вака ќе бидам попластична, но од друга страна имате еден многу сериозен и многу јасен и дециден настап на американската амбасадорка вчера во интервју за Македонската информативна агенција, која што целата практично ваша борба против контроверзниот проект за да не се реализира на начин на кој што власта го турка, бидејќи како што реков секоја веќе и мало дете му е јасно како сето ова се одвива и дека е апсолутно неотчетно, не само што не е транспарентно, туку е и неотчетно. Но американската амбасадорка тврди дека вие критизирате како опозиција во и надвор од собранието без никакви аргументи, само за политички поени. Зошто тоа го мисли американската амбасадорка? Прво, дали не сте разговарале директно со неа, можеби шефот на партијата или други лица кои се задолжени да комуницираат со амбасадорите во државава, да ја убедите во што се дилемите на опозицијата предводена од ВМРО или пак нешто друго стои во позадина на ваквата изјава на амбасадорката? Вака, прво да се разбереме дека господјата Агелер е амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија и опис и попис на работни задачи се да се грижи за интересите на САД и да се грижи за интересите, конкретно случај на приватните компании од САД. И за мене тоа е многу нормална изјава и јас не гледам дека тука има некоја било каква заднина или нешто конспиративно. Едноставно, амбасадорот на државата, кога некоја приватна фирма склучува или не склучува некој договор, ги штити интересите на собствените граѓани, собствената држава, да, што не е случај за македонската влада.
Реакцијата, извинете, е на воопшто меѓу оние малце поголеми познавачи на политичката сцена и оние кои ја следате дека ау каква шлаканица за опозицијата и ВМРО ДПМН, сега се готови, сега ќе легнат на брашно. Како тоа да легнеме на брашното? Во смисла дека вака или онака ќе се истара проектот Бехтел и Енка, вие колку и да сакате да зборувате. Видете вака. Тука има неколку работи. Првата работа е дека проектот Бехтел и Енка се тера со европско знаменце. Мислам дека сите кои што следат им е тоа јасно. Се турка со европско знаменце каде што опозицијата согласно деловник закон и устав нема можност да стопира повеќе до определен број на денови согласно деловникот. Впрочем за тоа ќе видите што ќе пишува во извештајот за жал за сите нас во Република Македонија од страна на комисијата од Брисел. Второ, за европските знамиња на законските решенија имаме изјава од страна на евроамбасадорот во државата и потоа имаме исто така и изјава на официјалниот портпарол на Европската комисија од Брисел дека ова што се прави и ваквите законски решенија кои што влегуваат во собранието не се согласно европските стандарди. Ние како опозиција жестоко реагираме, мислам дека веќе на секого во Република Македонија му е јасно. Впрочем, реагираме да ги подобриме работите. Зошто? Затоа што овие коридори и овие патишта нема СДСМ само да ги реализира, СДСМ само да во опозиција. Ме разбирате? Така што Вие ќе продолжите со реализацијата видите, на вака почнатиот проект, ако почне? Проектот Бидејќи тоа е по уште една смешна ситуација. Ние истуривме пари на Бехтел и Енка за нешто за кое што не постои ниту проект. Тоа ви исто како да влезете во продавница, токму тоа зборуваме, да. После Ако нешто ме да се има земе. неколку спорни моменти кои што сакаме уште да ги повторам. Првиот рековте нема проект, нема градба, нема дозвола за градба, нема урбанистичко. Нема ништо, им стуривме пари на Да, и тоа не е во ред. И тоа понатаму ќе предизвика проблеми. И тоа го зборуваме цело време. Какви проблеми ќе предизвика? Еве, во текот на вчерашниот ден на дебатата токму законот за градба излегоа на говорница, јас сум експерт за закон за градба, но излегоа на говорница двајца поранешни министри за транспорт и врски. Ако некој во една држава е најзапознат со начините за градење, тоа е министерот за транспорт и врски. И господинот Балковски, кој што бил крајот на 90-тите, почетокот на 2000-те години министер за сообраќај, транспорт и врски, и господинот Владо Мисаловски, кој што до 2017 година и аргументираат зошто тоа не е добро. А каков абсурд, Почварски не може... не гледаме период. Видете, за Почварски, јас тоа зборував и во собранието, и ги прашував овие од СДСМ, добро, имате жив, здрав, прав министер за транспорт и врски, а најголемиот проект во патната инфраструктура го води вице-премиерот задолжен за ништо и невладини организации Артан Груби. Тука гледате која е подреденоста во владата и колку СДСМ е немоќен. Немоќта на СДСМ да ги спроведе собствените идеолошки постулати се гледа преку првиот закон. Тоа е законот за работни односи. Каде што социјалдемократска влада, така нели они се доминантен као по владата партнер, донесуваат закон со кој што работниците ќе може да работат 60 плюс работни часови неделно. И сега ги прашуваш, добро, како социјалдемократска партија, ги прашувате вашиве сестрински партии во Европска унија дека тие од 40 часовно работно време намалуваат, да имаат повеќе одмор, да бидат попродуктивни, а вие одите на 60 часови. Тоа е партија која што ја смени и бојата во црвена со цел да се додвори до определени, речеме конкретно работниците, и да им се прикаже дека СДСМ е партија од работниците и за работниците. Всушност, СДСМ е партија проблем за работниците. И тоа вака на јавна сцена се виде дека определени работи, Искра, колку и пари да вложите во определена кампања, колку и да се трудите со многу пари вистината да направите лага, односно лагата да направите вистина, ова е еклатантен пример кој што како им пукна како меур од сапуница дека СДСМ е партија од работниците и за работниците. Ќе ве потсетам, милиони и милиони и милиони евра историја почнаа со Зоран Заев да го прикажуваат дека тој е човек од работничката класа, па му правеа спотови покрај нивите во Струмичко дека тој е еден обичен човек, а не е олигарх.
дека тие се грижат за работниците, па не ела неработен ден, па 100 пресконференции држење, подење по маркети и кога дојде на Мегдан да се види, им ставија 60 часовно работно време. И второ, со овој закон и со овие 3 европски знаменца, кои што ги зборуваме сега, СДСМ покажа дека е се, само не е европска опција. Значи, они со Европа, со носење на овие законски решенија, веќе немаат. Затоа, на почетокот на емисијата кажав дека најпопусто изгубено време ми беа тие 20 минути денес, каде имам што кажал премиерот после сребата со коалиционите партнери. Значи, од Европа немаат и јас секогаш сум го зборувал тоа и тука во оваа емисија пред 2-3 години сме разговарале заедно, дека единствената европска опција во собранието е опозицијата. За власта да се биде европска опција, за власта да се биде европска опција е професија. Значи, по професија сум денеска европјанин, за да останам ден-два повеќе на власт, а всушност еве видовме кој колку и зошто е европска опција. Ај вака пластично. Вие реагирате во собрание, ги гледаме секојдневно настапите на опозицијата, комисиските расправи, европските знаменца се ставени, тоа значи дека, како што и самиот рековте, не може ниеден амандман да има сила покрај европското знаменце, пластично кажано. Тоа значи дека предвремени или редовни избори, работи веќе си се завршат, тоа ќе се случи, односно опозицијата никако нема да може да го спречи во овој момент контроверзното реализирање. Во овој момент понесовме амандмани, ми ги прифати амандманите, уште еден закон мислам ќе има останато или два. Тие по секоја цена на сила ја тераат работата. Да, со европско знаменце, да, точно е дека немате право да стопирате, блокирате, да правите филибастеринг, бидејќи таков е деленикот направен во собранието. Ама ова изигрување, еве, да ви објаснам само пластично. Кога ќе дојде со европско знаменце закон, има една кореспондентна табела се вика, на крајот. И таму пишува оваа регулатива, дека се усогласува со таа и таа регулатива на Европска комисија, се согласува со тоа и пишува зошто ние го правиме тоа, бидејќи ние се приближуваме кон Унијата. На сите закони, табелите се празни. Една буква нема напишано. Дури предлагачот, значи предлагачот што е, не знаеме кој е. Знаете зошто? Не пишува име и презиме па подпис, има само подпис. Ме разбирате? Да, но таа форма на туркање на законите постои можеби од минатото, можеби од некоја друга влада. Не, ваква форма на туркање на закон. Видете, во собранието... Не, се обидувам да бидам гледач во моментов и да ви речам, односно да ви реплицирам во смисла дека зошто не се смени никогаш таа злоупотреба на европското знаменце, зошто тоа да биде изговор, не можеме ништо да направиме како опозиција наспроти моќта на европското знаменце. Сакам чисто да пластично им ги расветлиме дилемите на граѓаните, зошто не се смени таа формална рамка на злоупотреба, лепење на европско знаменце, буткање на законот во процедура и никој ништо не може. Знаете како се прават законите, тие обично правила се ги има во Европа. А реално ние се стремиме кон Европа. Ама во Европа очигледно кога ги правеле и процедурите и законите не предпоставувале, ние кога сме ги прифатиле, не знам која преходна влада ги прифатила, никој не предпоставувал дека во 2022-2023 година ќе дојдат вакви луѓе да бидат власт. Луѓе кои што ниту закон, ниту право, ниту правда почитуваат, има само самоволие. Не предпоставиле дека ќе имаме обвинителство кое што има слика, то нема. Ме разбирате? Ние се наоѓаме во ситуација како никогаш досега. Како никогаш досега. И сега нема орган што ќе дојде ќе направи супервизија, добро, зошто ова го правите? Едноставно владата го прави тоа. Значи, оној кој што треба да те суди и да ти пресуди, тој те тероризира. Ме разбирате? Тука ќе морам да се сложам со вас. И тоа е реалноста. Еве, на пример, што се случува? Станав да зборам за законот за работни односи. Добро, излегувам сега. Видите, прво мало интро. За тоа, дали треба да има коридори, автопатишта, да треба да има по Македонија. Ние сме за да има автопатишта. Апсолутно никој не го спори. И дали овие коридори треба да бидат, да треба да бидат. Дали треба да се развиваме, треба да се развиваме. Дали е начинот овој, не е. И сега што се случува? Излегувам и прашувам, бидејќи министрите ги нема. Да знаете дека делот кај што седат министрите нема никој.
нула, освен еден кој што мора да седи, бидејќи се води како предлагач. Во конкретниот случај беше заменик министерот за труд и социјална политика. Првите два реда на СДСМ ги нема, 7-8 пратеници останати, и сега излегувам и прашувам. Господине предлагач, дали вие, бидејќи закониве се носат врз основа на договор, така, дали вие сте го погледнале договорот? Тој ме гледа и вели не, тоа беше јавно. Не сум го видел договорот. Добро. Колеги од СДСМ, дали вие сте го виделе договорот? Велат, не сме го виделе договорот. Ние од опозиција не сме го виделе договорот и носиме закони, се гласаат закони во врска со договор кој што никој не го видел. И сега, ние може да си разговараме искра на кафе, на клупа, да прошетаме и да имаме определен став во врска со коридор, во врска со договор, многу е, малку е. И секој од нас да има став, и потоа си отидеме дома, секој со својот живот и својата професија. Но вие кога сте пратеник и треба да гласате за нешто што ќе има сериозни финансиски импликации на буџетот на државата, и точно треба да знаете што гласате. Точно треба да знаете што гласате. Не може директорот на јавното предпријатие за државни патишта да го знае договорот, што е втора, трета рака избран, бидејќи собранието и пратениците се избрани од страна на граѓаните, и потоа преку посредна демократија пратениците бираат владата, а потоа владата како трето бира директори. Е сега уште третиот избран директорот целосно го знае договорот, во ретеника го знае, треба да го спроведе, ама оние кои што треба да гласаат и кои што се основа на управувањето во државата, бидејќи собранието е највисока институција во државата, тие не го виделе договорот. Им се заарни многу 2020 година, бидејќи таму имаше една правна празнина, кога имавме распуштено собрание, а притоа имавме воредна состојба, каде што и оревот и каменот беа во владата, и закони носеше, и спроведуваше, и се беше воедно. Таа состојба потоа малку пак ја прекина со кризите што беа, дека они одлучуваат се, да биде се експресно. Сега го менуваат законот и велат стратешки објекти се автопатишта, добро, гасна мрежа, добро, железница, добро, и други објекти кои што владата ќе ги утврди за стратешки. Многу опасни работи се тоа. Тоа се многу опасни работи. И вие најопасна работа е суспендирање на демократија. Од толку повеќе што ако вие направите анализа, повторно може и пак ќе ме прашате истото прашање, но ако направите анализа, тие имаат проблем со целата опозиција. Тие имаат проблем со професорите, од градежен факултет. Никому ништо, што дека имаат проблем? Проблем со архитектите, со невладини организации, со стопански комори на Македонија. Законите ќе поминат, ќе дојдете на власт, што ќе правите потоа? Законски решенија има? Ние кога ќе дојдеме на власт, практично ќе санираме и ќе унапредуваме, сум убеден дека ќе успееме една држава која што ни оставаат, да не речам скоро, руинирана во секој поглед, и тоа ни е реалноста во Македонија, и таа реалност ја гледаме сите, и затоа пратениците од СДСМ не доаѓаат вака на интервју, не одговараат на вакви прашања, едноставно бегаат од реалноста. Не ми треба предност таква која што ќе биде на ваква штета на државата. Верувате дека државата е онаа која што е основа за сите ние да бидеме повеќе или помалку успешни, државата мора да оди напред. Државата 6 години поред, најодговорно тврдам, по секој параметар, отворете и ќе видите, оди назад. И тоа, како што кажавме преска, сите го констатираат и меѓународни партнери и се. И повторно ќе ме прашате, а што да направите? За жал, единствениот начин на предизвикување на превремени парламентарни избори, независно кој е на власт, се 61 рака во собрание. И тоа е дефект еден, кој што ни се случува, го гледаме, да 61 бидат задоволни, а за другите не ни интересира. За да ја заокружиме уште малку дебатава, ајде вака најдиректно. Пораката на Агелер, дали како опозиција ве плаши, бидејќи
се надевате на гласот на народот на следните избори, кога и да бидат, и дека ќе ја добиете условно речено моќта да направите реформи какви што ветувате дека ќе направите, или верувате дека тоа ќе се случи настрана од овие вакви пораки на една толку моќна држава, односно нејзина представничка овде во Македонија? Ве плаши ли изјавата нејзина од аспект на тоа дека можеби е загарантирана победата на СДСМ ДУИ после ваквите пораки? Не, воопшто. Воопшто. Верувате дека народот Видете, е мислам дека отколку пораките на вакви силни фактори во државата? Видете, не сакам да коментирам сите изјави на господјата Агелер, но ако видите таму има многу повеќе изјави дадено од оваа за кое што денес разговараме и Да, кое што точно зборува и за корупцијата и за се. така што како што кажав, господјата Агелер е амбасадор на Соединетите американски држави и согласно нејзиниот опис и попис на работни задачи, меѓу другото, таа треба да се грижи за американските интереси, било корпоративни, било други, во Република Македонија. И да не заборавиме дека Соединетите американски држави се стратешки партнери, тие ќе продолжат да бидат на стратешки партнер, но за нас секогаш Македонија е на прво место. Првиот дел од интервјуто со Љупчо Пренџов, пратеник во собранието и председател на Комисијата за надзор на безбедносните служби, го заокружуваме и продолжуваме натаму веднаш по рекламите. Имаме уште многу интересни прашања, не го менувајте каналот. Почитувани, добре дојдовте назад. Вечерашната тема е моќта реална на опозицијата да ги спречи сите оние процеси за кои светот би можела да речеме свесен дека се контроверзни, дека се чудни, дека се сомнителни, а си течат во Македонија, односно караванот си врви додека кучињата си лаат. Најголемите драми, народски речено, се во собранието, па вечерва разговарам за оние кои сега се вклучувате со председателот на комисијата и пратеник комисијата пред се за надзор на безбедносните служби, секако пратеник Љупчо Пренџов. Господине Пренџов, зошто пратениците, еве вие сте ја водите таа комисија за надзор на службите, зошто оние кои имаат безбедносен сертификат не успеа да го видат договорот со Бехтел и Енка? Добро, прво сметам дека договорот со Бехтел и Енка треба да го види пред се целата македонска јавност, вие медиумите и сите 120 пратеници. Ако ги следевте изјавите на Артан Груби, ќе видите дека прво беше договорот деловна тајна, па потоа не беше класифициран, за на крајот да биде државна тајна. И ние рековме, добро, да видиме како ќе реагираат, еве ние што имаме сертификати, дайте да го видиме договорот. Ако во собранието има, не знам точно која е бројката, не ме факате за збор, пример 25 пратеници Со сертификат, тогаш се поставува прашањето дали само тие 25 можат да гласаат. Тогаш што е со оние што не го виделе договорот. И тука они практично се излизгаа во јавноста. Не ни е целта да го држиме договорот затворен, не ни е целта да само ние нешто знаеме. Сметам дека точно ние сме народни пратеници, но даночните обврзници плаќаат и го полнат буџетот и даночните обврзници точно треба да знаат зашто се трошат народните пари, тоа е многу принципиелно. Нели е така? Нас, например, може да бидат тајни начинот на кој што Бехтел добро ги прави патиштата со односот на асфалт, на бетон, тоа може да си бидат тајни, тука нема никаков проблем, но не интересираат траси, не интересира како тоа ќе изгледа, колку пари ќе чини и така натаму. И сметам дека транспарентноста е многу важна, а пред се е многу важно да оние кои што плаќаат данок знаат зашто го плаќаат и каде тоа оди и колку тоа чини. Да, не е само случајот со Бехтел конкретно за кој што збориме, нашите граѓани како даночни обврзници немаат појма како им се трошат парите. Тука е тој дел за отчетноста кој што едноставно не постои во оваа држава во овој момент. Особено како се трошат народните пари, не постои отчетност генерално. Баш пред да доаѓам проверував, заклучно со 31 март, државата должи 8,3 милиарди евра. 8,3 милиарди евра до март. Април, мај, колку е сега, не знам.
Пендаровски бега од одговор, особено Алфа инсистира последните пати, тоа морам да го кажам, не затоа што сме нарцисоидни, туку затоа што е така, но тоа е друга тема каде се другите медиуми колку притискаат. Дали ќе стави парав и покрај европските забелешки на овие пакет закони? Ако да, зошто да, ако не, зошто не, тој буквално бега без никаков срам од камерите и од прашањата, не сакајќи да ги одговори. Како е можно во една држава во која толку многу сериозни суми на пари на граѓаните кои живеат на рап на сиромаштво во огромен процент се излеваат за извесен проект кој не постои, одговорноста на Пендаровски како шеф на државата да биде нула и ништо да не може да се направи против тоа? Па добро, веќе се навикнавме последниве години. Мислам дека председател на државата имаше определено интервју на оваа тема, каде што не го дуваше и тој. Потоа имаше некои изјави, сеќавам дека ќе видел дали ќе го потпише законот за работни односи, бидејќи тој доаѓа како кандидат на Социјалдемократска партија. Беше кандидат на СДСМ, тоа не еднаш, два пати. Да, ма е председател на сите граѓани. Да, и многу ќе биде интересно да видиме како тој ќе се однесува за 60 часовно работно време. Инаку за тој да нема дилеми, законот како што беше предложен, сите амандмани беа одбиени, расправата на пленарна заврши и кога ќе се соберат големото парламентарно мнозинство, ќе го гласаат и потоа ќе биде тој на потреб да видиме како ќе изреагира. Зашто бега, не знам. Јас ви кажав и кога вие ми зборувавте што правите, бегаат од одговори, не само тој, бегаат повеќето. Има ли план ВМРО ДПМН, односно опозицијата, кога ќе дојде на власт, што точно ќе преземе на тема реализацијата на овој контроверзен проект? Видете, целата коалиција се разбира дека има план. Ние покрај тоа што разговараме за овие крупни големи прашања, разговараме и за потребите на граѓаните, веќе ова ќе биде четврти викенд поред, одиме во секое населено место, во секое едно село, разговараме со секој еден човек, бидејќи секое едно мислење ни е важно и целокупната програма не се прави на 10 дена пред избори, пиши нешто, па после тоа ќе видиме што ќе правиме потом како што прави СДСМ. Едноставно тоа ќе биде голема програма во која што ќе понудиме сите одговори за сите актуелни проблеми и сите визии за тоа како опозицијата гледа Република Македонија во следниот период. Работната група за уставните измени си продолжува со работа, ја води Цаца Николовска, како и да е. Нема општествен консензус за нејзиното, ниту постоење, ниту работа и нема никаква согласност од опозицијата. Зошто и ова не може да се спречи? Како е можно да не може да се спречи? Како да спречиме некои се собираат некаде неформално, тоа според мене неформално собирање се. Они се собираат, гледате во вода. Од она кое што можев да видам на телевизија снимките, им ја даваат старата просторија каде што се одржуваат преходно седници на влада пред да се направи новата просторија каде што сега се одржуваат седниците на влада. Например, за вие да имате сериозна работна група, треба да имате во собранието потреба да се донесе потреба од отворање да се изгласа потребата од уставот, за тоа ви треба да 80 пратеници. Од кај што ги немаат пратениците од опозицијата и нема да ги имаат. Тоа да им биде јасно, ја мислам дека имаат они големи проблеми и помеѓу своите пратеници. Мислите ли знаете дека имаат? Тоа што го разговарам, мислам дека има сериозни негодувања, па веќе еден им излезе од коалиција, гледате. Тоа јавно им излезе, втори им најавува дека ќе им излезе. Другите не знам како ќе се однесуваат и не е коректно да зборувам, но имаат и таму сериозни проблеми, а како што разговаравме нема каде да отворите да нема проблеми, да не е неуспех, да најнеспособна влада во историјата на Македонија. И тогаш за нешто да се работи, еве ние уставните измени, еве ние сме проевропски, еве сега ќе направиме работно тело. И сега министерот за правда, чинам дека беше покровител, како беше, не знам, тој си го направил, таму разговараат, нешто што навистина нема врска со реалноста и тоа тие го знаат. Но не им пречи тоа да од себе прават нешто што не треба да прават, особено за тоа што се платени за друго, а не се платени да го засмејуваат народот. И во целата оваа ситуација, значи немоќно е да се спречи она кое што го зборувавме на тема Бехтел и Енка, еве, се функционира работната група. И тоа не може да се реализира. Може ли некаква радикализација да помогне во овој момент и каква би требало да биде ако може да помогне? Радикализација не зборувам дека виновни се ВМРО, ДПМН или коалицијата оти ништо не прават, зборам. Може ли воопшто некаков глас на народот да направи нешто во смисла да се крене протест, реакција порадикална
Бидејќи не може се да ни се случува пред очи, а ние само да си констатираме. Знаете, не е... Видете, да се разбереме вака, неколку работи беа спомнати. Работната група е приватна забава, која што нити може некој, нити сака некој да ми ја спречи, едноставно тоа не го рачунаме ние за сериозно. Значи, како ќе ги тоа е напишат, приватна забава. Кога ќе ги напишат амандманите за измена на Видете, уставот, они ќе дојдат можат, до собрание ништо. Така они ништо можат не што може да помине. нема шанси теоретски да помине нешто. Така што тоа е приватна забава според мене. Што така нека Велите теоретски нема шанси да помине нешто. Никакви шанси нема. Ни теоретски шанси нема да помине. Никакви шанси. Не знам како повака дескриптивно да се изразам, што нема шанси никакви. Во поглед на процедурите, видете, секоја влада прави акција, има реакција. Да не заборавиме дека ние во оваа држава имавме пред години и пол локални избори. Сите општини ги изгубија. Сите општини ги изгубија. И онам кај што не се надеваа ги изгубија. Значи нимите преку глава им се дојдени. И поголема реакција на граѓаните од таа нема. Сега, на следните парламентарни избори, ќе биде уште пожестока казната и реакцијата. И тоа е демократија. Тоа значи дека будењето вчудоневидувачко на патриотизмот кај Ковачевски, како што пак е рейтингот, зашто не е мој впечатокот, туку е доказ анкетите и истражувањата, не е реално надеж дека би можел нешто плюс да си помогне на себе си во однос на рейтингот, или пак е дил можеби со Бугарија, оставете ме сега да пробам нешто да направам тука дома, да звучам суров, безобразен, па затоа и така му одговори вчера на Румен Радев, прилично македонски му настапи во одбрана на идентитетот, тука тоа мора да се признае, иако се чудиме сите од каде излеза тоа, дури сега, бидејќи е многу доцна за таква реакција во однос на штитење на македонските интереси. Значи, се надава дека нешто ќе си помогне себе си, реални му се шансите или? Не, тоа... Од каде ова будење сега? Не, тоа реално мене дури ме засмејува, да ви кажам најискрено, фактот дека Ковачевски станал така патриот, станал човек кој што има црвени линии. Едно време, нели, не им кажа на сите, па тоа не траеше неколку часа, па премина во огромно да, па се обиде и претениците да ги замеша неговите во собранието, тоа го прати во собранието, реално таму не беше местото, бидејќи владата е таа која што за тоа одговорна, тој обично ги меша работите, се со цел да, ако може, повеќе луѓе така ги извалка околу себе, за во партијата да има помалку проблеми утре во иднина. Патриотизмот негов, мислам дека толку многу далеку се отидени иска работите, толку многу е се јасно на оваа политичка сцена. Пак ќе повторам, за 10 дена, цели 6 години ги гледаме на телевизија, цели 6 години чекаме Facebook, чекаме Google, на граница шлеперите чекаат да инвестираат во Македонија, чекаме стаза за Формула 1, чекаме фабрика за електрични автомобили што пред локални избори ја пуштаат. Сигурно сега уште може Тесла, некои ќе ги замешаат дека ќе дојдат тука некои огромни компании, така натаму и така натаму. И сега, видете, јас не можам да разберам кој им прави таму нив пиар, бидејќи таму искреност и зборување од срце нема. Оваа риторика е риториката на Зоран Заев. Кој да им прави Ова пиар, истата риторика, само разликата е тоа што денес не е 2017 пролет-лето, денес е 2023 пролет-лето. И за овие 6 години толку многу добро се прочитани и верувајте, одиме по населени места, разговараме со граѓани, на граѓаните ми е се јасно и чисто, и ако мисли дека со една-две изјави на мачомен дека може било што да смени, верувајте дека нема теоретски шанси, бидејќи, како што ви кажав, ако ги видите анкетите за клучните крупни прашања на оваа држава, повеќе од 2/3 и од гласачите на СДСМ тврдокорни не се согласуваат со овие политики. Затоа ви кажав, огромна беше казната на локалните избори за водачкото мнозинство, уште поголема ќе биде на следните парламентарни избори. И сега клучното прашање кое милион пати вие и вам поставено и секогаш кога имаме гостин од опозицијата го поставувам е, ако се спречи, односно и ве велите, нема ни теоретски шанси да се случат уставни измени, односно да дојде потребата во собрание да помине, не да дојде туку да помине потребата од уставни измени, тогаш велите второто образложение дека овој пратенички состав нема мандат за да го менува уставот, тоа значи дека следниот ќе го направи тоа и
Добро, тогаш што ќе се случува? Ќе се постават одредени услови во рамки на изборната кампања кои јасно ќе им бидат прецизирани на граѓаните, услови зборам кон Бугарија или како и да е кон Европската можеби Унија, за да се случат уставните измени? Или воопшто нема да бидат ставени на маса уставните измени ни во кампања, ни потоа, кога ќе земе власта актуелната опозиција? Видете, многу е тоа прашање, гледам нека се поставува, но истовремено многу би било, не знам кој збор да го потребам, ама јас да кажам што ќе се случува и во наredните 3 мандати. Разбирате? Тоа го збориме принципиелни причини. Дека ние немаме мандат и дека нема теоретски шанси ниту еден да го поколебаат за бугари во устав. И тоа е принципиелно прашање. Ние имаме работи во договорот кои што ги знаеме и имаме работи во договорот кои што не ги знаеме. Така. Јас ќе ве потсетам дека Бујар Османи потпишуваше и протоколи. Точно. Во време на протоколите се вели дека се додека комисиите не завршат со работа за историските факти, Македонија не може да влезе во Европска Унија, макар сите други услови ги исполнила. Разбирате? Тоа значи дека на маса ви е стаен идентитетот. Бидејќи покрај јазикот, вашата историја е коренот на вашиот идентитет. Разбирате? И затоа ќе имаме целосно излагање што се случило, да видиме што знаеме, што не знаеме, што се чува на страна, што е за јавност, бидејќи тие ги дозираат работите за купи ден продај политика, за вакви од денеска безпредметни прес-конференции и со цел да скријат што им се случува во коалицијата, бидејќи ние разговараме овдека за опозицијата и вие легитимно неколку пати ме прашувате, но проблемите се ки власта. Стојаче Ангелов им најавува излегување од коалиција. Но вие сте реален претендент Павле за да Трајанов, земете власт. точно, Павле Трајанов веќе им излезе од коалиција. Има други многу незадоволни пратеници и политички партии и едноставно, мислам, нека таму се проблемите, а кај нас е хомогенизирана атмосфера. И сега тој знае дека кај него се проблемите и дека ако не нападне нас, не обвини, имало неевропски пратеници, имало не знам какви пратеници, да се зборува за тоа, легитимно ќе се зборува што се случува со реалните проблеми кај тебе во дворот и така ние тераме, веќе 6-7 година се тера така во државата и затоа кажав веќе слегани се име јасно во Република Македонија и со нетрпение чекаат да дојдат превремени парламентарни избори, па тогаш ќе видите колку македонскиот граѓанин сватил се, колку се му било јасно и што ќе се случи со новата пасок во македонски услови. Две работи ми инспириравте да бидат следни прашања. Едното е предвремени ги споменавте. Според делот аналитичарите тие се можни само и само ако опозицијата и власта се договорат околу уставните измени. Значи тоа ќе биде знак дека еве има некаков дел за уставните, па ќе дозволи власта предвремени. Да или не? Не, да се разбереме, еве да бидам појасен. Тоа се тие нивни кујни. Значи промена на устав нема да има. Бугари во устав нема да има. Независно што се нуди за возврат, дали избори, дали некои други работи. Таа работа е завршена, затворена и не знам како појасен да бидам. Апсолутно треба вака за да можеме да ги расветлиме сите дилеми кои ги има народот. Видете, знаете што е разликата, што голем дел од политичариве во Македонија, а така, знаете, се навикнати некои гањи да им стане тоа нормално кога гледаат вести, дека во Македонија работи се на ти го дај ми го. Јас тебе ваму, ти мене таму. И за тоа ни проблеми имаат со нас, со оваа генерација на политичари. Бидејќи кај нас на ти го дај ми го нема. Преговори можност ако ќе бидете на власт да го докажете. Да. Се надеваме ќе имаме прилика. Ама затоа ги нервираме. Затоа пуштаат муабети, затоа сега прашете го ова, прашете ги сега таму, еве јас сум опција Европска унија, не се нека се одлучат. Значи тоа е затоа што не може да немаат пазар со нас. Бидејќи ние не се пазариме и нема да се пазариме.
Второто е ги споменавте помалите коалициони партнери кои се со една нога дел од нив позначајните, вајде да речам, се со една нога надвор од коалицијата, односно надвор од тој коалицијски брак со Ковачевски и со Ахмети би рекла. Вие сте тие кои што рековте да за една изборна единица, односно во однос на измените, еден од условите на овие мали партнери за да ако прифатите една изборна единица, остануваме, ако не излегуваме од власта, така му рекоа на Ковачевски, го прифативте ова како предлог за една изборна единица, бидејќи сте сигурен дека нема да сигурни како опозиција дека нема да помине, или на вистина сте за една изборна единица како опозиција? Не се работи за дека помине или нема да помине на изборна единица. Па нема очигледно на дуисата, само не им одговара. А тие се власта и нема да дозволат. Ама добро, тоа не беа така поставени работите до сега. Значи, во изминатиот период во собранието беа поставени работите дека СДСМ се широко града партија, дека не е проблем една изборна единица, така ги манипулираа коалиционите партнери кои што се помали, како што кажавте, во нивната коалиција. Па потоа луѓето излегува на пресконференција, повеќе помали коалициони партнери излегува на пресконференција во која што понуди законско решение. Во меѓувреме, од СДСМ сме изборувале, ние знаете, сакаме, ама овие не сакаат од опозицијава, ВМРО е виновен, тој е виновен, вој е виновен, ние викавме, не, оставите го, ние ќе го поддржиме, не е никаков проблем за нас. И така се охрабрија, прво Талат Џаферика ќе го стави веднаш на комисија да биде и на седница, и кога видоа на самата расправа, имаше еден ден расправа во која што ние излеговме, не знам кој колега, не сеќам точно беше, го кажа насиот штаб дека ние сме расположени да отвориме прашање за една изборна единица, нели, зошто да не? Тогаш излегоа од ДУИ да кажат дека тие не се согласуваат, а сега само така, ни риба, ни девојка, бидејќи целиот концепт, нели, опозицијата е баба рога за све, опозицијата не чини за ова, така беше и уште еден факт дека после определено време и како што кажав претходно, не постојат пари кои што одлагат да ги направат вистина, еве го се излегува се на површина и многу други работи излезат на површина до крајот на овој нивни мандат. Имаме уште само 4 минути до крајот на вечерашното интервју, а она што сакам за крај, мене искрено многу ме плаши, крај, последниве минути да го посветиме, тоа е еден од, односно последните извештаи на Светска банка за Македонија, односно економијата и црните сценарија кои ни се предвидуваат, бидејќи јас како Искра Коровешовска сум пред се граѓанин на оваа држава, кој плаќа даноци, на кого платата и животниот стандард му е важен ради себе и моето семејство, и пред се заради тоа гледам дека актуелната власт нема никаков план да ги анализира овие препораки и прогнози и актуелни констатации на Светска банка. Дали конкретно има опозицијата план што прво ќе направи на тема еве ваквите извештаи кои се страшни? Не, извештаите не се страшни. Состојбата во Македонија е страшна. А Именно. извештаите само ја констатираат што ни се случува во Македонија. Тоа ќе биде. Мака ги заредивме прашања, благодарам многу на прашањата, бидејќи други лаги сега испливуваат. Ако отворите архива на ТВ Алфа и што се известувале последните 4, 5, 6 години, после секое задолжување на државата и после секоја жестока реакција на опозицијата дека се движиме во многу непосакуван правец, сите од власта зборуваа враќаме стари долгови. Така? Дека тоа име. Враќаме старите обврзници од таа влада, враќаме ние пари. Реалноста е дека на 1 јуни 2017 година, кога СДСМ ја превзел власта, долгот на Македонија бил 4,7 милиарди. Денес долгот на Македонија е 8,3 милиарди до 31 март. До летоска дупло ќе биде зголемен долгот. Па сега да ве прашам, ако вие земавте кредити за да враќате стари долгови, долгот ќе биде барем ист, 4,7. Ако се што се земале, не се штедиле ништо, само сте враќале стари долгови, пак имате 4,7. Како дојдовте до 8,5 милиарди? Дупло повеќе задолжена држава, односно сите влади заедно од 1992 година до 2017. Вкупно сите влади, кој повеќе работел, кој помалку работел, ја задолжила Македонија 4,7 милиарди, а овие за 6 години што ништо не работат, нити имаме нов автопат, нити имаме нова железница, нити имаме нова брана, нити имаме нова термоцентрала, нити имаме ништо во државата. Изградено, шајка се нема заковано, ама 4 милиарди и тие сами ја задолжија Македонија. И тоа е
многу голем проблем и многу сериозен предизвик на кој што уште од сега цели тимови работат како тоа се ќе се реставрира, односно како се ќе се поврати на старо, како ќе имаме нормална економија, бидејќи не е нормално да во една држава имате 13% инфлација денес, а во исто време Косово да има, Косово кај 6%, дупло помалку од вас. Албанија да има 4,6%, вие да имате 13%. Грција, на пример, европска држава, има 3% инфлација, ние имаме 13% инфлација. Ова се бројки кои што живот значат. Не е нормално да привидувате еден раст, да добивате на крај друг раст, во самиот буџет има грешка до 80 милиони. Алармиравме, еве сега се поправаат и Светска банка ги поправа, и ММФ ги поправа, и мислам дека тука се исто така многу алармантни состојбите како и во другите сектори. Добра надежда секако останува. Ветувате дека цели тимови работат на тема решавање на проблемите, да се обидеме да направиме нешто за кое што прети се необходни избори, како што ја почнавме емисијата. Ви благодарам, Лјупчо Пренџев, што бевте вечерва дел од За или против. Ви благодарам за поканата. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Доколку имавте дилеми, се надевам барем дел од нив ги расветливме. Останете на Алфа, а од понеделник повторно не гледате 5 работни дена. Добра ноќ.